Ке се собираат потписи за распишување на дополнителен референдум за промената на името. Надлежните собрански комисии ја одобрија иницијативата поднесена од Тодор Петров за собирање на 150.000 потписи за распишување на нов референдум со прашањето дали сте за промена на името на државата Македонија во држава Република Северна Македонија. Иницијаторот на барањето рече дека со измената на уставот во амандманот 33 е направен обид за промена на името согласно спогодбата Димитров Кодзијас, која де јуре не постои, бидејќи нема подпис од претседателот Иванов, а и на претходниот референдум согласно заклучокот на Државната изборна комисија не е донесена одлука затоа што не излегува потребниот број на граѓани. Во предлогот за распишување на нов референдум се вели дека договорот од Преспа е нелегален, спротивен на уставот и спротивен на Виенската конвенција за договорно право. Собранието распиша консултативен референдум на 30 септември и владата пронајде алиби дека одлуката на консултативниот референдум не е задолжителна и не мора да ја почитува и покрај ставот на Државната изборна комисија. Според Петров, иницијативата по предлог на 179 граѓани ги исполнува сите услови во согласно со законот за референдум. Кога претседателот на собранието ќе даде мислење дека иницијативата на Петров е уредна и откако ќе извести Државната изборна комисија, подносителот има рок од 3 месеци да собира потписи. Според наша проценка, собирањето би траело некаде до средината на месец мај годинава. Штом ќе ги собереме, должни сме во рок од 3 дена да ги доставиме до собранието и собранието е должно да донесе одлука за распишување дополнителен референдум за одлучување на граѓаните. Доколку бидат собрани потребните потписи и потоа над 50% од граѓаните излезат на референдум, а мнозинството од нив се изјаснат против промената на името, нивната одлука ќе биде задолжителна, односно владата ќе мора да ја почитува народната волја за неменување на уставното име.